Ланската година, кога имаше многу мал прогрес на активности овој пат, наследивме голем број на проблеми, вклучително проблеми поврзани со проектирањето на тунелот, со експроприација, со археолошките наоѓалишта, но во континуирана работа со директорот ги надминавме овие сите проблеми и сега изградбата на овој патен правец е сериозно забрзана. Исто сакам да потенцирам дека согласно она што значеше препроектирање во моментов се одвива и е во крајна фаза, така да очекуваме дека во најбрз период ќе се подпише анекс на договор се со цел да убрзување на динамиката на прогрес на активности да ги има во следниот период. Исто сакам да потенцирам дека паралелно со ова ќе биде изградена исто така онај делот, третиот дел, а тоа е од Прилеп до Ленишки мост и исто така од село Беловодица до каменоломот, некаде околу 7,5 километри. Со тоа сметаме дека во најголема мера ќе го решиме проблем и согласно роковите кои што ги има 2 некаде години, ќе биде комплетно завршен и конструиран овој исклучително важен експресен пат, кој што е премногу важен за не само за Прилеп, комплетно за Пелагонискиот регион. Потенцирајќи го ова, сакам да спомнам уште една работа и ќе биде надоврзано на продолжение на овој експресен пат, а тоа е проектирањето или тендерот за проектирање кој што ќе биде објавен во јавното предпријатие, тоа е за автопатското решение кој што се спрема од Прилеп до Битола и експресниот пат од Битола до Меджитлија, односно до граничниот премин со Грција. На овој начин сметаме дека овој Пелагонски регион кој што има некаде околу 300.000 жители, ќе направиме сериозни, безбедни, брзи патишта кои што ќе бидат сериозен бенефит за граѓаните на комплетно на овој регион. Се појавија 3 археолошки наоѓалишта каде што континуирано се работи на терен и знаете кога е тоа во прашање, таму не смее да се гради. Имаше нерешени експроприации каде што во соработка и со општина Кавадарци ги завршивме тие експроприации бидејќи се работеше за објекти на самиот пат и не беше во можност тоа да се гради. Но имаше еден друг проблем, така да кажам, се работи за 11 мостови, дупли. Што значи тоа дупли? Овој дел од патот ќе биде еден вид автопат во деловите на мостовите, а останатиот дел ќе биде експресен пат, а во даден момент кога ќе се јави потреба, многу лесно може целиот да прерасне во автопат. Но сите тие мостови немаше за нив геомеханички испитувања и ние од кога видовме дека тоа е нужност и мора да се направи, Јавното предпријатие за државни патишта организираше пролета извршување на нови геомеханички испитувања за да можат да се изградат така како што треба и беа направени преку 80 геомеханички испитувања, се направи препроектирање на делот од трасата затоа што немаше за некои работи потреба и во тека ревизијата во Градежен факултет, кој што чекал следната недела да заврши и со максимално темпо да продолжи градбата на овој пат. Овој пат самиот представува еден дел од една целина што ја започнавме. Значи, пред тоа е започнат пред 3 месеци патот Градско Дреново, значи од самиот коридор 10, значи Градско Дреново, па се до Прилеп и третата фаза што ја спомна министерот, понатаму не застануваме, продолжуваме по Пелагонија, во тек веќе е тендерот за обиколница на Битола експресен пат и експресен пат до Меджитлија, а во тек се превршуваат премер сметките и ќе се објави тендерот есента за автопат од Прилеп до Битола и заедно и со обиколницата на Ресен, овој дел целиот се максимално поврзува, се прават модерни патишта да може фреквенцијата на овој дел од државата да биде побезбедна. Сведоци сме на оваа траса овде колку сообраќајки има и колку немини настане од минатото. Имаше објективни и субјективни причини за кои темпото на работите е вакво како што е. На локацијата излегува 3 археолошки ископини кои ги најдовме во тек на градба и кои не беа претходно фатени ниту со проектната документација, ниту со добиените документи за изведба. Тие фаќаа поголем дел од трасата, 2 од нив се решени и остана само уште едно археолошко наоѓалиште каде што моментално конзерваторскиот центар од Скопје е присутен и врши ископини. Тоа се наоѓа тука недалеку од нас. Иначе имаше исто така неколку објекти за експроприација кои се решени и изведувачот го засили темпото и работите се одвиваат малце побрзо.